Добро утро, се наоѓам во Францускиот институт, организаторот на месецот на франкофонијата. Ке разговарам со директорот Иго Бештел. Навистина една раскошна, богата програма, нема многу да должам, навистина сакаме да дознаеме што се ке слушнеме и ке видиме, бидејќи навистина во соработка со земјите од франкофонијата видовме и слушнавме на пресконференцијата се вклучени повеќе држави во делот за програмата. Merci beaucoup, Elisabetta. Effectivement, on a prévu un très beau programme pour ce mois-ci. Ви благодарам многу, Елизабета. Ние навистина предвидовме една многу убава програма за месецот на франкофонијата. Alors c'est un travail collectif, je tiens à le dire, avec les autres ambassades des pays membres de la francophonie. Држам до тоа да сепак нагласам дека тоа е една колективна работа заедно со амбасадите на земјите членки на франкофонијата. En particulier la Suisse, la Grèce, la Roumanie et beaucoup d'autres. Посебно Грција, Романија, Швајцарија и многу други земји. Et également beaucoup d'institutions locales, je pense au Parlement de Macédoine du Nord, au Musée d'art contemporain, à la municipalité de Centar. Се разбира учество земаат и многу локални институции, а тука посебно мислам на Собранието на Република Северна Македонија, Општина Центар, Музеот на современа уметност. Et puis beaucoup d'établissements scolaires, l'université Saint-Cyril-et-Méthode, l'école française internationale de Skopje et les alliances françaises de Bitola et Tetovo. А тука се секако и сите училишни установи ширум републиката, тука исто така и општина Центар, исто така и Француското интернационално училиште во Скопје, а секако да не ги забравиме и двете алијанси, односно во Битола и во Тетово. Alors dans les grandes lignes, vous le savez, on aura une très belle soirée cinéma ce soir avec un grand film très spectaculaire, Le Comte de Monte Cristo. Во големите линии, како што самите знаете, ќе имаме вечерва едно отварање со еден прекрасен филм, спектакуларен филм, Гроф од Монте Кристо, тоа ќе се одржува вечерва. C'est un film qui a fait 10 millions d'entrées l'année dernière en France, donc c'est un très très grand succès et les gens pourront le voir non seulement ce soir, mais dans les jours qui viennent au Cineplex. Тоа е еден филм кој што постигна огромен успех во Франција, некаде околу 10 милиони влезници, односно 10 милиони посетители дојдоа да го гледаат и сите оние кои што нема да успеат вечерва да го гледаат филмот или да дојдат на гала филмската вечер, ќе можат во текот на следните денови во Cineplex да го видат на редовниот репертуар. On aura bien sûr d'autres grands événements. Pour rester dans le cinéma, on aura la semaine du cinéma francophone avec toutes les ambassades que je citais du 21 au 28 mars. Исто така ќе имаме исто и многу други големи, повеќе други големи настани, а за да останеме на темата на филмот, јас тука би ја цитирал неделата на франкофонскиот филм, која што ја реализираме заедно со амбасадите за кој што пред малку говорев, а таа недела на франкофонски филм ќе се одржи од 21 до 28 март. Et donc j'invite bien sûr le public à venir, ce sera à la Cinémathèque de Macédoine du Nord et les gens pourront découvrir des films vraiment très originaux et très beaux. Јас ја поканувам публиката да дојдат на сите тие проекции кои што ќе се одржат во кинотека на Северна Македонија и те ќе можат да откријат многу убави, прекрасни филмови кои што доаѓаат од повеќе кинематографија. Alors pour citer encore quelques événements seulement, il y aura un très bel événement au Parlement avec le Parlement des jeunes francophones, J'ai une attitude le 20 mars. За да набрам уште неколку такви убави настани кои што ќе се организираат, јас тука би го спомнал настанот што ќе се многу убавиот настан што ќе се одржи во Собранието на Република Северна Македонија, тоа е парламентот на младите франкофони, ќе се одржи на 20 март и наставен е како имам став. Il y aura aussi évidemment beaucoup de fêtes de la francophonie dans les établissements scolaires, au parc de la francophonie avec la municipalité de Centar et les écoles le 21 mars. Ќе има исто така многу други празници на франкофонијата што ќе ги организираат училиштата ширум републиката, а секако ќе има и еден фестивал на франкофонијата во организација на општина Центар, тој ќе се одржи во паркот, во градскиот парк на 21 март. Et on finira à Skopje le 8 avril avec la très belle exposition de la collection française qu'on est très content de pouvoir réoffrir au public, bien sûr en partenariat avec le Musée d'art contemporain. И ние ќе завршиме програмата во Скопје на 8 април со прикажување, со отворање на прекрасната изложба, многу убавата изложба на француската колекција во Музеот на современа уметност, за кој што сме навистина многу задоволни што ќе може публиката повторно да посети, да ги види сите тие прекрасни дела. Voilà, comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup d'événements. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation sur le site internet de l'Institut français de Skopje. Vous y trouverez, je suis sûr, beaucoup de choses qui vous plairont.
Како што кажав, ние организираме навистина, се организираат многу настани, а целата програма, интегралната програма ќе може да ја најдете на сајтот на Францускиот институт, тој е www.ifs.mk, каде што секако откривајќи ја ќе може да најдете прекрасни работи кои што доколку имате желба ќе може да ги проследите. Сосема на крај за значењето на франкофонијата, навистина повеќе од месец еве во Скопје и Македонија како учесничка, како домакин на франкофонијата, едно мало сиже што значи всушност франкофонија. Que signifie la francophonie? La francophonie, c'est beaucoup de choses. Ce sont des institutions, des valeurs, et c'est bien sûr l'amour d'une langue, le français. Франкофонијата во себе содржи многу работи. Тоа се институции, тоа е љубовта кон еден јазик и секако вредности што државите ги споделуваат. C'est une langue qui est parlée sur les 5 continents. C'est la seule langue avec l'anglais qui est parlée sur les 5 continents. Тоа е јазик што се говори на сите 5 континенти и практично со англискиот јазик е единствен јазик кој што се говори на сите 5 континенти. Elle ouvre à énormément de pays, mais aussi beaucoup d'opportunités économiques. Je pense notamment aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, où la France et d'autres pays francophones sont particulièrement en pointe. Тоа отвара многу можности од аспект на стопанска соработка и во стопанската сфера за младите, тука последно мислам на новите технологии и на вештачката интелигенција, каде што Франција, но и повеќе земји членки на франкофонијата се наоѓаат на врвот на тој развој. Et pour finir, je dirais que la francophonie, c'est mettre en avant la diversité culturelle et linguistique. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je pense que c'est pas seulement un atout, mais une nécessité. И на крај, за да завршам, секако би кажал дека франкофонијата во преден план ја става културната и јазичната разновидност и во денешниот свет каде што живееме, тоа не е само адот, туку веќе се наметно и како неопходност. Ви благодарам за директното вклучување, навистина богата, раскошна програма. Мислам дека целата публика ќе ужива во месецот на франкофонијата. Merci beaucoup. Ви благодарам многу. Почитувани, јас ке се одјавам од ова линковско вклучување. Еве, убава можност од вечерва, почнува месецот на франкофонијата, можете се она што сакате да го погледнете, да го доживеете. Го има, како што кажа и директорот Иго Бештел, на нивната страница, на нивната веб страница, да одите да навистина уживате во програмите. Студио. Благодарим.